Локален пожар на депонијата излезе од контрола, зафати 3 куќи и се прошири во сите правци во Стар Дојран. Службите ги евакуираа жителите, локалните власти велат за сега нема повредени. Огнот пак кој изби попладнево во село Негрево Пекчевско се спушта кон градот во кој бијат камбаните за тревога. За тоа каква е ситуацијата со пожарите до овој момент, линковски го вклучуваме колегата Петар Догов. Петар, од каде се јавуваш и кои се најновите информации со кои располагаш? Така е, Павле. Па ние, заедно со колегата снимател Наум Пуленџовски, сме на пат, се движиме кон Стар Дојран и местото каде што денеска се централизирани главните спасувачки сили и државни институции за надлежни за гаснење на пожарите и справување со пламените јазици, со оглед на тоа што во текот на денот таму беше најкритична состојбата и се уште е. Сепак последната информација која што доаѓа од терен е дека пожарот е ставен под контрола. Тоа не значи дека тој е целосно изгаснат и за жал условите на терен диктираат како ќе биде состојбата и во наредните часови, со оглед на тоа што во текот на целиот ден е присутен силен ветер, а во претходните денови состојбата онаму каде што имаше пожари секаде беше диктирана од токму од тоа, каде што има силен ветер, таму повторно се разгоруваше огнот и повторно им отвораше работа на пожарникарите и на другите екипи, така што да се надеваме дека тоа нема да биде случај овој пат во Стар Дојран, но за сега, како што кажав, информацијата е дека истиот е ставен под контрола. Пожарот во Стар Дојран настана откако избувна пожар на депонијата близу местото наречено Калач. Пламените јазици оттаму се движеле кон туристичкиот центар. За жал, 3 куќи се изгорени при пожарот и бројни жители се евакуирани. Прв кој што се обрати за помош е градоначалникот на општина Дојран, Анго Ангов, и ја имаме неговата изјава, па предлагам да ја чуеме во продолжение. Тоа се првите куќи кои што се во населба Карач. Таму живее локално население. Зафатени се 3 куќи кои што за жал не успеа и покрај брзата интервенција на противпожарните единици кои што дојдоа од целиот регион да помогнат. Сепак самиот ветер си ги направи проблемите и го префрли огнот многу брзо. Не успеавме тоа да таму да испаднеме на лице место и да ги спасиме тие куќи, меѓутоа за сега мислам дека полека се става под контрола, но се надеваме дека набрзо ќе ни дојде уште поголема воздушна помош, бидејќи навистина станува за огромен пожар. Можеше малку побрзо да се реагира од страна на Центарот за управување со кризи и од Дирекцијата за заштита и спасување, но бидејќи чекавме доста време за испраќање на хеликоптери и авиони, и пожарот многу брзо се расшири поради временските услови како што напоменав. За тоа колку е сериозна ситуацијата во овој дел од Македонија, денес стигна потврда од Центарот за управување со кризи, каде што напоменав дека денес во текот на целиот ден главните сили, главната екипираност на екипите на Центарот за управување со кризи, но и инфраструктура за спроведување на акциите за гаснење на пожарите беа централизирани во тој дел. За тоа колку беше сериозна ситуацијата говори изјавата на директорот на ЦУК Стојанче Ангелов, кој што го активираше механизмот и побара меѓународна помош, односно побара соседите, државите од регионот повторно да се вклучат со своји летала, со своја инфраструктура, со своји капацитети во гаснењето на пожарите и да помогнат на нашите екипи овде во Македонија. Овде ја слушаме изјавата на Стојанче Ангелов. Денес повторно го активиравме ЕУ механизмот за заштита и спасување и побаравме помош во воздухоплови. Топлото време, но и ветрот кој што постојано дува и тоа прилично силно, прават особени проблеми во воспоставување контрола на пожарите. Ја користам оваа прилика да апелирам до сите граѓани или до сите лица кои што живеат во оние полунапуштени села, итно да се евакуираат доколку слушна дека во нивна близина има активен пожар. Нека не чекаат огнот да дојде до селото. Освен доколку не е организирана одбрана на селото од страна на локалните власти, од страна на локалните пожарникари, тогаш е пожелно да помогнат во спречувањето на огнот да навлезе во селото.
Петар, а сериозни загрижувачки информации пристигаат и од Пехчево, таму е вклучен алармот за кои бијат и камбаните. Имаш ли информација колку е сериозна ситуацијата во Пехчево, односно во селото Негрево? Токму така, иако денес екипите цел ден беа централизирани во делот на Стар Дојран, сепак избувна нов силен пожар во Малешевијата, односно во селото Негрево, Пехчевско. Таму се активирани камбаните за тревога, затоа што пламените јазици се надвиснати речиси над куќите и над населените места во тој дел од Македонија, а има и порака од градоначалникот на општина Пехчево, кој што се обрати до своите сограѓани да се вклучат сите во гаснењето на пожарите и да помогнат на пожарникарите кои што се на терен, бидејќи пламените јазици опасно се приближуваат до куќите, до нивите и до имотите на граѓаните. Ние ќе следиме каква е состојбата во Пехчево, а во текот на денот бевме на терен и видовме какви последици остави силниот пожар, кој што се случи во истокот, кој што се случи во Свети Николско. Таму во текот на денот имаше неколку црвени точки каде што имаше разгорено пожари, односно каде што гореа шуми и планини високо над населените места. Имаше пожар високо над локалната црква во селото Орел. Претходната вечер пак имаше пожари во други места во Свети Николско. Ние видовме на терен како е состојбата. Имаше изгорени ниви, имоти, голем број на возила, односно на механизација како багери, трактори со кои што екипите се обидувале да направат обрач и да не дозволат пламените јазици да се доближат до куќите, но сепак има и изгорено куќи, има изгорено животни, има загинати свињи, овци, а исто така и проблеми со електричната инфраструктура. Овде предлагам да чуеме какви се впечатоците од синокешниот пожар кој што го зафати село Свети Николско од страна на локални жители. Тоа не да беше со километри, огин беше јак, зема трактор да пужуска па мислам со винката уе, не може да одору. Зема пумба грбна, али нема спас. Борје горе, трава горе, рид горе. Сега имам помошно повикаа у селото Ранчици. Сега таму ќе биде критично. Сите се таму. Имамо трактор околу 50. Ама ја ви со Скопје има луѓе да иду и пак се вртат. Тоа е опасно, иде огино згоре у Ранчици у селото. Тоа е трактори население. Ако аване селото, готово е. Секи изгоре. Денеска е час пат. Од средата во тоа е све изгорено, а септемврика па иде од овуда. Опасна работа. Како почна да гори? Што слушнавте? Како морат, кажа градоначалникот да Свети Никола таму орал од струја, од некој жици. Од искри. Да. А кажете ми, стрништа палат ли овој район? Како што се? Нема. Од тоа таму какви стрништа го шпеда запалено овој пустили овде. Призорот катастрофа сегде во одредени места. Куќи цели има изгорено, овде има овци, дечкото го нема века што чури позади мене, комшијата. Го нема, тој сам чува овци, свиња им изгореле, овци, други работи. Катастрофа, што ти кажам. Возила има изгорено, трактори позади мене, мамо има куќа друга изгорена. Ова е мојата куќа и ова е на братучет ми. Тие се останати, а овие лозја, тоа е све изгорено. Во Свети Николско, таму како што кажав имаше пожари над неколку села. Состојбата низ Македонија во моментов е критична. Ние следиме како се одвиваат случувањата и се надеваме дека екипите ќе успеат успешно да се справат со пламените јазици на секаде каде што гори, но за нови информации ќе известуваме во наредното информативно издание. Павле?